Ки им се суди на 4 малолетнички кои се изживува и брутално го малтретираа 13-годишното девојче кај Вовчето во скопската населба Ѓорче Петров. МВР им поднесе кривични пријави за основано сомнение дека сториле насилство, а од обвинителство информираа дека јавен обвинител веќе постапува по пријавите. Малолетничките, од кои една на возраст од 17 и 3 на возраст од 14 години во два одвоени настани, учествувале во дејствија на насилство кон друго 13-годишно девојче и за нив постапката се води согласно Законот за правда за децата. Имајќи ги предвид сите околности, тежината и начинот на сторување на делото, јавниот обвинител до судија за деца достави и предлог за определување мерки на предпазливост за малолетничките. Нема да им се суди само на малолетните насилнички. Паралелно, во врска со грозоморното однесување на девојчињата до обвинителството доставени се и 6 кривични пријави за запуштање и малтретирање дете против нивните родители. Тие се осомничени дека ја запоставиле својата должност за грижа и воспитување, што довело до насилството. Случајот ја вознемири силно јавноста откако излегува информација дека малолетничките во 2 наврати физички го нападнале девојчето, притоа снимајќи го насилството. Според информациите, насилството се случувало на клупа, каде девојчето било обкружено од група врснички кои ја кубеле за коса и викале и ја туркале, додека други деца од страна се смееле и потикнувале. Дел од медиумите објавуваат дека ги поседуваат снимките од насилството, но поради повторна виктимизација на жртвата не ги објавуваат. Како што пишуваат, девојчето е турнато на земја, по што следуваат клоци и удари, додека присутните продолжуваат да снимаат и да се смеат. На друга снимка пак една од девојчињата ја удира силен бокс во пределот на лицето. Исто така, постоела и фотографија на која 2 од насилничките прават селфи со девојчето, додека таа крвари од носот и устата. Исто така беше објавено дека освен што добила ќотек, 13-годишното девојче било принудено да јаде измет од куќе. Случајот повторно ја отвори болната тема за врсничкото насилство, кое се почесто прераснува во јавно понижување, снимено, споделено и охрабрувано. Експертите предупредуваат дека токму ова го прави насилството поопасно, бидејќи не завршува со нападот, туку продолжува онлайн, каде жртвата повторно се изложува пред публика.